6 ученика. А во која категорија? Значи за ученици од втора, трета и четврта година со континуиран просечен количен успех од 4,5 до 5, односно това е ученици чии родители се невработени, со ниски месечни примања или пак социјални случаи. Сега ние взема јас збор. Да, мисля ја така малку да кажа. Ние имаме комисија за финансирање и буџет. Го разгледуваме ребалансот. На таа комисија малку поразговараваме и во дело на измена на бројчиноста на тие стипендии што са ни денеска на дневен ред. Ја ќе дам збор на Сојчката Билјана, па на Кире, после ќе кажа што се подискутира, па на некој предлог, чисто да го предложиме на советници, да го дискутираме, да видиме дали е целисходен тој поглед. Благодарам. Значи, како што кажа председателот, заеднички на Комисијата за буџет ја разгледавме оваа точка за доделување на стипендии по сите 4 точки, значи за доделување на ученици во ММ Врицо и за студенти. Заеднички поразговаравме и одлучивме ствари, ние сакаме да предложиме неколку измени за сите 4 точки, бидејќи одлучивме дека може да се направат неколку измени. За првата точка за доделување на стипендии на одлични ученици во Основно училиште ММ Врицо од Делчево предлагаме место 6 стипендии да бидат доделени на бројка на 10 ученици од втора, трета и четврта година со континуиран просечен одличен успех од 4,5 до 5. За втората точка... За првата да се За првата точка, да, тоа е доделување на 4 плюс стипендии месечно. 9 месеци се работи за значителна мала сума, кој што сметаме дека нема да го оптовариме многу буџетот. Заклучокот на комисијата беше дека се работи за ранливи категории на родители, значи и за ученици. Мисля дека 10 бројчено стипендии би била коректна одлука од таа ставка. Па последователно таму ќе дискутираме за сите други одлуки. Рамката појашно, ние како комисија се договориме сега и советниците во дискусија ќе кажат дека се уклопуваме во таа рамка. Мисля дека коректно е 10 стипендии да бидат место 6. Повеќе. Значи мисля дека образлагач треба да ги образложи сите 4 одлуки, за да после ние го кажеме нашиот заклучок на комисијата за финансирање. Така да нека ги образложиме сите 4 одлуки за да после Ќе се наводиме на дискусија за сите 4, за да може да ги поврземе работи кои од екидат. Благодарам. Значи втората категорија. Втората категорија на ученици од средното општинско училиште, значи се однесува за стипендии кои ќе се доделуваат на редовни ученици од втора, трета и четврта година со континуиран одличен успех 5.00 во претходната учебна година, освоили најмалку една награда во поединична категорија за освоено прво, второ и трето место на државни или регионални надпревари. Износот на месечната стипендија е 1500 денари получени и истата ќе добиват месечно во период од 9 месеци во текот на учебната 2019-2020 година. Средствата ќе бидат издвоени од буџетот на општина Делчево. Исто така тука ќе се формира комисија, заедничка комисија за избор на ученици, значи кои ќе бидат составени од општина Делчево, од Совет на општина Делчево и од представници од Средното општинско училиште. Што се однесува за одлука за доделување на стипендии за студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија, значи во првата категорија се однесува за стипендии кои ќе се доделуваат на редовни студенти во сите студиски години, освен во прва година, со континуиран успех над 8.00, студенти чии родители се невработени со ниски месечни примања или пак социјални случаи. Износот на овие стипендии ќе бидат по студент од 2000 денари, ќе ја добиваат исто така 9 месеци. Во текот на студиската 2019-2020 година средствата ќе бидат издвоени од буџетот на општина Делчево. Изборот на студенти кои ќе добиваат стипендии ќе се врши од страна на заедничка комисија од општина Делчево и од членови од Совет на општина Делчево, кои ќе ги утврдат и критериумите за добивање на стипендии и стипендии кои ќе се доделуваат на редовни студенти од тоа е четвртата категорија.
категорија, односно втората категорија од стипендиите за студенти. Значи, стипендиите ќе се доделуваат на редовни студенти од сите студиски години, освен прва студиска година, кои постигнале особен висок успех во студирањето, и тоа за студенти на техничките факултети и медицински науки кои постигнале просечен успех од најмалку 8.00, а за студенти на факултетите од обштествените науки и на факултетите од уметностите кои постигнале просечен успех од 9.00. Значи, износот на месечната стипендија тука ќе биде 3500 денари по студент, истото ќе ја добиваат месечно во период од 9 месеци во текот на студиската 2019-2020 година. Средствата ќе бидат издвоени во буџетот на општина Врчево. Изборот на студенти кои ќе ги добиват стипендиите ќе се врши од страна на заедничка комисија составена од представници на општина Белчево и представници на општина на Советот на општина Белчево. Благодаря, господин Благодарач. Само се наврати на плана комисията, кој беше предложено, да би разправа. Значи, предлогот на комисијата беше од првата одлука, значи дека се работи за ранливи категории, каде месечна стипендија е 1000 денари, да се доделат на место на 6 на 10 ученици. Втората категорија за доделување на стипендии на место 6 да биде 8. Сад тука малку се разви дискусија дали да остане кандидатите да имаат освоено најмалку една награда во поединечна категорија за освоено прво, второ, трето место, дали да остане само на државни или да остане и на регионални надпревари, и дали континуираниот одличен успех да остане 5. Во другата категорија на 6 стипендии да остане, додека на последната одлука категоријата на особено висок успех кој ќе постигне стипендии на место 6 да биде 4. Што значи дека финансиската конструкција и рамката со тие наши предлози на комисијата останува исто. Значи дека доколку би се доделили сите стипендии, финансиската конструкција е иста. И под точката 1000 денари што е, и под 1500 што е, 2000 што е, 3500 што е. Сега ќе отворам јас расправа да видиме дали некој има предлог или да остане како што беше договорено на комисијата. Почитувам градоначалник, почитувам председавач, почитувам советници. Само не знам дали свесно или го пропуштихте, просекот не барахме да биде 5.0 за талентирани, туку да биде кратко образложение само за што е това. Уназад гледано неколку случаи имахме за деца кои имаше врвни достигања, заради тоа просек не можеше да освојат награда за талентирање. Аз стварно беа талент, имаше во поединечни сколку височина, имаше... Значи, Това за втората категорија. За втората категорија. Значи, од 4 до 5, бидејќи на четворка на некоја има државни неколку надпревари, не може да земе награда. Да, а тука ќе биде одличен ученик, и тоа нема да го ограничува со доста помогнало. И регионално исто беше предложено да го Сави, кажете, но што не е исто и регионални, па имало е бројка, 8 има. Не знам како се Повеќе. Мисля дека тие ние дискутираме малку, значи тоа на комисијата, државни или регионални надпревари. Значи прво се подираат државните надпревари што има, после тоа регионални. Не може да се даде да разборат такава ситуација, значи доделуваме ние 8 стипендии, да не може да ги доделуваме за тоа што ако ги извршиме регионалните надпревари, да нема деца со толку деца со 8 државни надпревари. Ама да го ставиме... Ја мислам дека треба да си добро е прецизирано дека треба да се останат државни или регионални надпревари. Или, значи не биде или, значи ако нема државни, тоа е одат регионалните надпревари. Ова лесно ќе биде на комисијата. Оти може да нема те 8 стипендии ни доделуваме, може да се најат ученици да нема 8 награди на државен надпревари. Значи, добро, да се надополна, да поставиме со исклучување, доколку нема со освоени државни, да се рангира регионални. За тоа што се случуваше едно дете ќе иде на 5 регионални надпревари и ќе избие пред едно дете што е оддело на еден државен надпревар. Поентата ми е тука во тој дел, значи, талентираното дете што освоило државна награда, ќе остане за тоа што по бодови како да ги правиме од 2 бода по 3 бода ставиме, од повеќе надпревари се собеат. Добро, председател. Значи, на дискусијата во Сашо Советник,
Значи ние тук сега го намаляваме, значи викаме от 4,5 до 5, не консумира 5,00. Значи разбира се дека прво ги взимаме државните надправи. Ако нема државни надправи, тогава одим на регионалните надправи. Значи секако се вика прво државни или регионални. Значи ние прво ги гледаме, комисията ги гледа државните надправи, ако нема државни надправи, тогава одим со регионалните надправи. Може да се деси, че полицията има државни надправи, за да види, че полицията нема, тогава мора да ги вземе регионални надправи. Сега не знам изкуството на комисията, не знам какво е. Значи, не знам какво се подира. Предимство би трябвало да имат и ще има своя държава. Държавни. Макар и един. Значи, ако да речеме са доведени в ситуация да имаме 8 деца, ще има държавни. Поединично. Диалогът, регионалните всеки отпада. Регионалните да останат и случая да се проширят, доколкото няма държава. Не вика или, не вика и, вика или. Значи тия са регионалните държави. Согласувам се со поштувани. Согласувам се со предложеното и мислам дека нема потреба по-натаму да продолжиме за това, што сите сте тука абсолютно членови на таа комисија. Со предлогот зашто, значи ние сме тука пет души сме во комисијата, мислам дека ќе обрнеме внимание на државни. Се тоа зависи од добиените кандидатури на учениците. И това е жива материја што во моментот ја разгледаме во дадена ситуација. Значи, бројченоста ни одлуката која што го носиме, финансиската рамка е таа што е првично предложена. Секако тие се награди за ќе се уклопува во проектирано буџетот за 2020 година. Са, значи, останувале од втората одлука 8 стипендии, државни и регионални, останувале 5,00 и од 4,5 до 5. Значи, заклучена е првата останува иста само 10 бројченост, втората останува наместо 6,8, наместо 5,00 од 4,5 до 5. Третата останува иста, като што ни е предложена, и четвртата останува иста, само што бројченост се намалува од 6 на 4. Това и втората не трябва да се вика коли постигна особено високо обучение, ако не е петно. Да, това ќе се коригира, значи ти постигнали континуирано одличен успех, не особено високо. Континуирано одличен успех, значи од 4,5 до 5. Оти дискусията беше така, може да некој дете има една четворка, не има држава направо, за да гледа комбинација да не мора скросно одлично дете, ако сме на това становище. Повеќе. Добро, председател, тук сега връзка с четвъртата одлука там за от 6 на ние на комисията можем да три дискутираме, да, дека е додадена. Някои от позицията ми се смеят, но това е вършиш. Комисията за малки финансовата конструкция. Не, значи ние правилно Много само на комисията беше намалена на три. да се клопиме. Не мога да значи дека и тия 4 ќе бидат изпълнени. Защото критериите са високо, може да има една, може да има една. Ама бяха тук с нагашки. Водните ще ги доносим, мисля, че не са се коректират. Значи, Накрая само един поздрав за 2004-та отлука, дека гордо стои Република Македонија. И они като го финансират и сами Емило, што власта практикува дека живееме во Република Македонија. сега ќе ги справим с чека. Само предлагам на вас. Добро, ако е заклучена разправата, ми са точки да ги ставам гласни. Кой е за предлог одлука за задоволение стипендии на одлични ученици в средното общинско училище Методовите Светица от Рълбо? Само против е нас. За констатирам регистри и условия с 14 гласа за. Сега ще ти си изправка да бъдеш на место.